Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Добро, се е во ред. Одиме со емисијата. Веднаш ќе бидат ставени телефоните за ваше расположение. Машала, чекај. Суха лепота. Да ти е мило да бегаш, собрачеш контурите, искри од петиците да бегаат. ASDN ФСОЛ нацентрирано. Знаеш како, кога ќе се наместам нешто лошо, ќутат колеги, бе, вака. Добар сум, бе, вика, добар си. И така. Океј, драги мои пријатели и пријателки, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек. Одиме со преглед на најинтересните и најважните настани. Јас би сакал да го прескокнам, да ја прескокнам европската турнеја или на Зеленски во Европската Унија, затоа што искрено да ви кажам, иако сум ја по своите убедувања, не би требало да ги кажам според професионалните стандарди кои ги има само македонецот, нигде у свет никој, само македонецот, ти се партиски. Моите прозападни ставови кои се силни и неменливи до сега, едноставно ми се повраќаше од онаа демагогија и оној театар на... Не беше толку абсурд колку што беше празно и шупливо, како говорот на председателот Бајден во Конгресот. Скоро секое такво обраќање ќе го преслушам, барем онака да ги чујам пораките, она помеѓу две реченици, оние што им е наредено да кажат, што ќе дојде. Луѓе мои, попразно излагање, пошупливо. Мислам, ретко се случувало дури и опозицијата, која се републиканците, да барем се воздржат кога еден председател се обраќа заради, утре ќе се смени власта, респект, State of the Union и така натаму, но се работи за така... Знаете, оние говори од комунизмот, не знам, почитувани другарки и другари, еве ние, на почетокот на новата ера, работничкиот сојуз со синдикатот и комунистичката партија, смело и храбро иде на... И такви, ние знаете, оние говори кои никој не ги слушаше, ни се повраќа, ништо не кажува. Така ми зазвуче Бајден, за кој ја јавно изјавив, кога го видов последен пат, терав мајтап со него, човекот е кутар, на вистина. И за мајтап е, затоа што на вистина веќе има сериозни когнитивни, можеби, проблеми. Тој човек би требало да има, по мене, ја човечки, не зборам со цинизам, нити со иронија, да биде под нега, да биде под старателство, да се грижат луѓе за него. Ама, знаете, перверзијата на левицата денеска, левица е убава работа, искрено да ви кажам, особено е добра за еден млад човек кој се испитува, бара себе си, но она што е отидено левица. Прашање е колку е тоа левица и што останало тоа од левица. Нема врска со наша левица, која барем има нешто, барем храброст да застане и да тргне спротив мејнстримот. Левицата на Западот е една либерална помија која тешко човек може да ја голтне, затоа што во сопствената демагогија на себеоправдувањето за поголема контрола, бидејќи пазете, не се глупи. Они се свесни дека се неспособни за работа. Они се свесни дека се неспособни за креирање. Затоа што менталниот склоп нивни не знае, не може да појми отварање бизниси, работни места, пазар,
висок стандард на граѓаните и кај нив иде менталниот склоп, па и кај нашиве е така. Чекај, спуштај стандард, спуштај се, поише под контрола ќе ги имаме. Бидејќи креирање работни места, инвестиции, подобар живот, тоа значи многу работа. Ние бубњарите имавме еден израз, се извинувам, малце е вулгарен, ама века треба да седнеш да вежбаш додека на гзот не ти се појави една темна линија од пот, да не престанеш толку напор. И стварно бара тоа многу работа. А се сеќавам почитуваниот, многу респектуваниот наш политичар Тито Петковски кај мене во емисија, иако беше дел од владата на Груевски, кога ја напушти, тоа го објасни, што е тоа работење бе 24/7? Тоа е лошо работење. Зошто викам лошо работење? Па вика добро да работиш, нема потреба, 6 сати ќе завршиш све. Значи, се работи за ментален склоп. Знаете она македонската реченица? Не можеш толку малку да ме платиш, колку што малку јас можам да сработам. Значи, кажете му ја оваа реченица на било кој, па дури од Балканот, а камоли од Европа, не може да разбере. Што сакаш да ми кажеш? Значи, ние во ген го носиме. Ние не сме демократски народ. Ние сме создадени за комунизам. Македонија е создадена, формирана институционално све како комунистичка земја и нашиот ментален склоп, еве ги младиве генерации размислуваат у времето на Тито. Зошто? Затоа што нивните дома нон-стоп им зборат. Колку малку работеле, колку многу одмарале, колку многу пари имале. Тоа е сонот. Тоа е сонот. А еден Елон Маск не може нив да им биде пример. Зошто? Елон Маск пие у фабрика со работниците. 90% од времето. Дури нема ни собствена куќа, собствен имот. Најбогат човек на свет. Не бе, затоа што менталниот склоп му е сосема друго. Ја имав еден родител таков, кој единствена важна работа му беше работата. Парите беа парите доаѓаа од после, он не се занимаваше со парите. И токму заради тоа, бидејќи уживаше да работи, работеше и кога идеше лошо, и кога идеше добро, едноставно тоа му беше, ја ретко го гледав и затоа беше успешен, а јас бев, нели, богатото прасе што јаде банани. Бидејќи у Титова Југославија, кој јаде банани, татко ми ќе ми донесе банани. Јаде банани. Затоа што цел живот на... Па и еве, денеска, отворете, што ќе речат? Леп и мас со црвен пипер. Колку било добро. Што ни фали? Па, ќе ни фали. Затоа ќе немаме фудбалери како Малдини, затоа што можеби ќе се случи чат пат еден да издржи до 35-6 години и толку ние сениорски спортисти, само ако е некој ген од страна кој ќе издржи енормно многу или случајно со некоја генетска мутација ќе имаме некој врвен спортист како Кире Лазаров, како Перо Антич и така натаму. Ние посами... Не. Ние сонуваме да ни се врати комунизмот, да работиме да идеме на работа, да не работиме како што било, да земаме плати и да не се грижиме за ништо. За државата, да се грижи некој друг. Па тоа е и ова со... затоа толку лесно поминува и не може да се смени оваа власт и нема да се смени, затоа што, знаеш, сите потајно имавме Белград, сега Брисел, БСБ, bed and breakfast. И супер, у Европа нема да работи. Абе, ми кажале мене ово. Абе, дечки. Добро, да сте живи и здрави. Ја поинаку си се поимувам и себе си, и работата, има и такви луѓе. Има и успешни луѓе во Македонија и сите до еден ги мразат. Македонците ги мразат успешните луѓе. Секој успешен човек во Македонија
за обичен македонец е крадец и така натаму и така натаму. Од друга страна, па интересно, оние кои најмалку работеле, а се збогатиле, ги почитуваме, ама у не се спаѓаме. Као, например, ние почитуваме актер или актерка, која ама баш ништо нема направено у животот и кариерата, ама ете, симпатичен ние и него го. Има актери кои умираат секојдневно на сцена, работат како црнци, работат и создаваат и прават и така натаму, не ги погледам ништо. Така некој, види го тој, мене ми е злато душа. Ние такви сакаме. Или па најдобра работа можеме да видиме на Инстаграм. Кои се најценети ликови? Курви. Pardon my French. Значи, ние обожаваме жена кога се деформира, жена која покажува екстремно. Ја стварно не ми е јасно такви третокласни ликови ве возбудуваат. Слушај, ја не сум имун на убаво женско тело и на еротика, ама покрај златен, бесплатен Pornhub, кај што можеш да бираш што, идеш на ова да тинкаш, што е... Не можам да ве разберам. Она ги покажа гачичките. Клик, 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 клик. Па сега, дечки, ова сме ние. Што очекувате тогаш од власт и од другите? Власта е иста ко нас. Не ќе да работи, сака да смува, ко што и ние сакаме да смуваме. Кој од вас сака да плати сметка? Кој од вас сака да буквално работи, сработи и заработи? Види, тие што сакаат да работат, сработат и така натаму, не се тука. Тие се отидени и они знаат, бел ден не гледаат, како мој пријател што замина за Лондон, дури има и фамилија таму успеа, не се враќа тука. Вика, и денеска, после 30 години таму, морам наместо дома да се враќам дополнително part-time job. Значи има работа и дополнителна работа има земено, значи уште 4 сати доработува во денот, да му фати 12 за повеќе средства. Но он го одбрал тоа. Он го одбрал тој живот. Ја викам, можам да отидам у Австралија, у Алис Спрингс, да чувам свињи. Значи, преплатено е, све ти одобро. Ама не, брате, си. Тоа е тоа. Добро, јадам бурек. Вредни, работни луѓе, има луѓе што си работат по фабрики, знаат они како име, работат у рудници и тие ги нема на социјални мрежи, тие нема да се јават у јади бурек, тие нема да се занимаваат со политика, со ова, со она, затоа што животот им е борба, не им е лесно и не ја сакаат тежината и маката, но сакаат да работат. Тоа се тие. Од такви живее државата, од такви полни буџет. Од тоа полни буџет. Да не се лажеме. Не може да полни буџет од државна администрација која едноставно го троши буџетот. На буџет. Земјоделци, приватници, тие се тие што работат. Али какви сме ние, седнете и направите муабет со таксиста и ќе се чуете и ќе се видите какви сте. Затоа што и да разговарате со таксист, све ќе се сложите со него. Ја не. Двајца ми дојдо овдека, они да гостувале у емисија, добро, зашто? Имало корупција во ова. И го оставам пола сат да ми држи лекции и предавање, па уште ми вика да се видиме пред емисијата за да те спремам. Што да ме спремиш? Документи. Ја ти викам стварно, важи, викам, нема проблем, ќе ти се јавам.
И си викам, само викам да те прашам, ја гледаш, како не ја гледам емисијата? 20 години јас борам за оваа корупција што ми ја спомнуваш. Те слушам по глас, ниеднаш не си се јавил. Ама знаеш ја ово, сега ти дојде проблемот. Сега дојде. Немаме ни емпатија да се помагаме меѓу себе. Добро, ништо и небитно од ова се што го изедов како бурек, затоа што пјампам само у празно колку да помине малку време, за да почнете вие да се јавувате. И јас нема да ви наметнам тема, темата вие ќе си ја наметнете, кој што сака, за што сака, актуелностите се тоа. Значи, уште еднаш, како што почнав така да завршам, обраќањето на председателот на US of A, едно од по-празните што сум ги слушал во живот, и Зеленски во Европска Унија, барем Орбан имаше колку толку доблест, да, разбрав дека имам на линија, имаше доблест да барем не му аплаудира на кловнот. Океј, одиме со гледачот кој е на линија. Добро вечер и повелете. Добро вечер, Јанко, добро вечер до сите. Некои се јавив, зборувавме за Гоце Делчев, ама сега е друга темата. Немаме друга тема. Која е темата? Гоце Делчев, сакам да ти кажам за Гоце Делчев. Види, да ти кажам, на почеток се јави, ќе те оставам колку сакаш, расчисти ми. Што е темата? Ми спомна тема, ја не дадов тема. Темата е за Гоце Делчев, да ти кажам неговата енергија кон македонскиот народ. Повели, говори. Во една книга пишува, јас ја најдов таа книга, во еден манастир, таму пишува вака. Енергијата на Гоце да ја собери, ме свеќа што индијанците го клават како круки и се вртат околу него и се молат. Тоа Гоце Делчев психички или парапсихолошки луѓето ги убеди, ме свеќаш, за да не се оди на 903-та на војна. Ама грците и бугарите го организира убиството него за да се почне 903-та за Македонија. Оти тој ги организираше турците да подкренат немир во Турција. И ви замисли неговата желба, неговата волја после 4 години се уствое. Ама поради многу македонци изгинаа во 903-та, ние неавме луѓе да застаниме зад Русија, а Русија Никола Романов, жена му беше германка. И таја ме свеќа со Германија, со Австро-Унгарија, Македонија ја поделува од грчките лаби и бугарските, ме свеќаш, има голема значеност за сето тоа. А турците, младата турската, ме свеќаш, популација, таја била за Македонија да биде она. Ама тие реагирале да Македонија се раскини. Заради тој договор раскинување, Македонија замисли, ние сега, има една книга, стара книга, јас може да дојдам во телевизијата да ти кажам, кој стои зад Македонија. Македонија стои еден светител, се вика, ние го крстуваме Свети Илија, или Лајџа евреите, или Македон. Пишува, вика, синот Македон, син на Зевс, или Бого Македон, син на Зевс. Тој стои за Македонија. Ако тој не стои, Македонија ќе уништеа овие гнаси џубрина, затоа што, например, ради Христа ќе прострадате, вика вие, а палестинците ќе прострадаат заради Богоројца. И затоа петти ангел, а сега е тој како петти ангел на земјата, величе ве иструјам со здио мој ќе ве трујам. Тој е тука. И тој ја води оваа војна. Ни Путин, ни Европа, никој. Ова е Светиот Дух ќе отвори страдањата на светов и ќе си заплачи, си ги плачат децата. Верувајме, од Европа нема да постои, вака вика откривањето на Јован Богослов. Тоа веќе е пишано, попојте го знат. Само сите чутат, ме свеќа, затоа што жртви се на нешто. Вика, кога го видов, вика јас, вика, петти ангел ја истори чашата врз столицата на сатаната и тоа отпочна мајка на сите војни. Значи, еве е таа војна. И треба, ме свеќа, да сватат сите македонци, само да бегаа по ридиштата, ако само ние овде ќе имаме проблем само од воздухот. А иначе, таа ќе биде, таа нуклеарна војна ќе биде, тоа страдање ќе биде, овие богаташите ќе ги истепа сите како што ги истепа Мојзеј во пустината за тоа злато, овие што грабаа, што трчаа, што зема,
Сиромасите замисли од канта збира, а овие се дујат она. Тоа, знаеш како греф е тоа, бе. Абе не може да гледам, бе, ти Турција одеше, маваше, тепаше христијани во Сирија, гледај што му направи. Тој е истиот Бог. Луѓето се далечи од Бога. Тие знаат дека ме свеќаше Бог, вика, се е мој. И вие сте мој. Немојте да мислите дека вика, јас не сум ме свеќаш, јас сум над се. Името мое, јас што можам да сторам, вика, само молете се, вика, и почит према мене, према Бог. Само македонецот треба да има почит кон Бога и молба кон Него. И сакај го. Како можеш, бе, ти, бе, неверник еден, да кажеш го сакаш Бога, вика, а го мразиш братот твој што е до тебе? Кај е лицемерие, тоа го има кај Попој, го има кај овие пратеници. Гледаш, не гледаш, бе, сите се облечени, дотерани ме сојќаш, ти личат на гробо и однадвор сија, а душата му скапува внатре. Тоа не го гледате, никој не го гледа тоа. Јас во Америка бев, јас бев во Австралија, јас работев таму. Луѓето се комравите, ќе лупа, и ќе дојде една бура, ќе му поплави се, или банката ќе му земи, или децата ќе му искоцка, сето му е дрогирано, сето му е изонадено, се е испустено му е. Не смеј човеко ме свеќаш да падни, нашите дедовци градеа цркви, живеа ме свеќаш во плевни со гојдата. Фамилија и радост има во душата. А овие не гледаш дека се гробои, бе. Он на дворсија натре скапува цел. Ни жена го сака, ни деца го сака, никој нема почит. Шо е ова? Вели вака, вели, јас сум вистината, јас сум виделината, јас сум иднината. А има вистина во некој овде? Прво оние што ги има во парламентот. Дали има вистина во нив некој? И да знаат дека иди митроени како свиње ќе бидат ме свеќаш заклани сите до еден. И тоа треба да го знаат сите. Не ја прави Путин војната или Европа. Тоа е програмирано. 20 години припрема Петтио ангел. 20 години. Ја ве поздравувам сите и македонецот да застани на здрави нозе и да се почитува. Ние во Македонија ме сојќаш с некако една трева со многу треви. Може едно прашање? Треба да знаеме да се почитуваме, ништо друго. Албанците нема да направат ме сојќаш Албанија, тоа многу е се јасно. почитуваме. Само себе се слушаме. Прашања нема. Прашање нема да има, затоа што ја ќе ви кажам. Албанците ме сојќаш нема да направат голема Албанија, да ви е јасно тоа, колку што направи Па како да се почитуваме? Никола Романов. Како да се Никола почитуваме Романов што ако ја направи како свеќаш? водител у емисијата не смеам да те прашам, а ти зинеш и уста не затвараш и никој ништо не смее да те праша. Нема што да ме прашаш, ти кажувам што ќе биди, тоа ти кажувам шо е. Тоа е работата, ме соќаш дека луѓето треба да се свестат, да ја удрат главите долу ниско И како и да тогаш се да почитуваат. ти значи ти немаш почит спрема мене, а бараш почит да имаме. Почито према ти, фала многу што си тука и што седиш тука и Па луѓето не имаат можам некој да ти поставам извор. прашање. Ајде, може. Ама ја не те слушам. Вака, Ајде. кажи ми, објасни го, и тоа на широко те молам, како Свети Илија, каде да го најдам тој податок историски, каде? Значи, не дене, да завршам, да завршам, тишина да завршам. Како Свети Илија е Македон и на кој историски документ го пишува тоа? Го има, јас ќе ти кажам само Чекај полека ќе да ти кажам. заќутам, почни да збориш, повели. Да. Светилија ме свеќаше како Лајџа, е вратен е во Ситилија. А во Библијата пишане, вика, ви се Сетилија, вика, дојде на земјата, ма вие го ватите, му е отсекоте глата. Значи, тој е Иван Крстител. А Иван Крстител ме свеќаше Петтио ангел на небо, тоа го пишува во книги. Како не може да го... Тоа го пишува во книги. Вие знаете дека на втори, кога беше пред 2 години август, кај што луѓето ме свеќа загинаа од муслиманите, таму ојдоа муслиманите, го раскорнаат Светилија, го раскорнаат и знаеш дека пола Македонија е запале, пола Европа е поплави, али тоа вие не можете да го сватите.
Може? Fade out. Fade out и него и сликава и мене вратиме. Ја ве поздравувам, бидете поздравени. Со инка не се тура, тоа треба да ти го дај самиот Бог, самиот свемир треба ти дај разбирање да го разбериш. Затоа што на пример од и најжошто, затоа што на земјата Абе рековме fade out? Што не разбираш? Овде е врзан Македон. Македон е враќан на земјата многу пати. Со инка треба да ти турам и тебе. Толку те бива. То прстињата. Добро. Океј. Неверојатно е. Како ви кажат, џабе сум ја читал ја Библијата, џабе сум идел на литургија, џабе сум ги читал светителите, светите отци наши. Све тоа било неточно. Добра, ама ете Господ не ми давал. Иако читам, ама друго пишуело, ама не тоа што јас сум читал. Добра, океј. Едиме со следниот гледаш. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Може да ми кажете што е темата од човекот што зборуваше, ништо не разбрав? Ни ја ништо не разбрав. Па, Може вие да ми кажете што е темата? па не знам, јас цело време го слушам, тука не знам што е темата. Не знам ни ја, искрено. Добро, да отвориме тема некоја. Дали би сакале? Дали вие ќе ми предложите или јас да отворам? Дали би сакале да ни предложите? Еве ви предложил. Види, ја можам на секое прашање да одговорам со прашање исто како и вие. Добро, прашањето ќе биде просто. До мене или до гледачите или реторички? Па еве и до вас и до гледачите. До мене, па Еве, до со вас среќа нека биде. нека вие лошо поминуваат оние што ми поставуваат прашање. Не, нема да биде лошо ова. Не, седно. Не, еве, пред некој ден, или вчера беше, на некоја телевизија, гледав, не знам како се вика, лице в лице, не знам како се вика, мисле, не знам која телевизија. Господинот Трендафилов ме заинтересира, пошто не го познав, долго време не сум го видел. И тој на времето беше пратеник на ВМРО. Еден од основачите, да речем, или од почетниците, кога се основа ВМРО од 90-та година, кога се реактивира. И јас не знаев дека тој бил, поправо сега разбрав, дека тој бил сега освестен бугарин. Значи, долго време неосвестен бугарин бил. Значи, за Љупчо исто покасно се освести како бугарин. Доста се освести како бугарка. Трендафилов се освести како бугарин. Сега, дали може вие да дознаете од ваши канали кога Антонио, кога Мицковски ќе се освестат како бугари? Па да има повеќе бугари, колку што треба, колку што бараат бугарите овде, да има доволно бугари. Само тоа ми беше прашањето. Дали имате некакви сознанија кога ќе се освестат овие од ВМРО и Димовски, да го спомнам, кога ќе се освестат дека потеклото му било бугарско? Благодарам и пријатно. И чекам одговор. И да чекате. И да чекате одговор. Ќе се консултирам со вашата сестра. Ви ветувам. Колку што ми е познато, она е прилично искусна и запознаена со овие работи. И се што ќе ми пренесе, одма ви кажувам. Уште во текот на емисијата ќе правиме пауза да свртам телефон. Важи? Готово. Добри сме денеска, добри, перфектни, Да, изворедно. Добро вечер, повелете во програма сте. добро вечер. Се јаваме од Прилеп. Да сте живи и здрави. Јанко, го слушам и предходниот и овој сега, пред малку што заврши со разговоров. Значи, тој предходниот убаво кажуваше некои работи дека почнува сето тоа, Бог се што рекол, се се исполнува, дека ова е почеток на волките. Дека брат со брат нема да се сака. Војни, земјотрези,
поплави. Сето тоа ни е јасно, во Светото писмо пишува. Нема ништо друго освен ако Бог сака да заврши со овој свет, ќе заврши за брзо. Затоа, Јанко, треба да се почитуваме еден со друг, а не да земиме овој бил ваков, овој бил таков, овој бил бугарин, овој бил грк, овој бил македонец. Сите сме пред Бога исти. Така е. Сите сме исти. Дали Така е. некој ќе се декларира како бугарин? Како ќе се декларира така, нека види. Али ако биде патриот, нека биде патриот, нека си ја сака Македонија. А за тоа другото, омраза голема да се клава, тоа е најголемиот грев пред Бога. Зато треба да бидеме свесни. Еве гледаме Турција сега. Жалосно е она што се случува. Пушти кајронот. Да, продолжете. Кајронот не ова, не компјутерот. Сето е тоа жалосно што се прави во Турција, тоа земјотрезо. Значи тоа е сето кажано во Светото писмо. Нема што да се чудиме тука. Само нека ни е Бог на помош. И шо викате, шо ќе биде? Што ќе биде? Ќе си кажи самиот Бог што ќе биде. Јас не можам ништо да кажам. Па сега рековте дека нешто ќе биде. Значи, ќе биде кога ќе сака Бог. Ако сака Бог, може и сега се да заврши. Добро. Тоа го реков. Не, викам да не сте дошле до некаков заклучок. Не, тоа е заклучоко. Бог кој ќе сака, тој ќе реши, тој ќе заклучи. Така. А ние можеме само да си клаваме омраза едни со други и да не се сакаме. А треба да се почитуваме. Убаво кажува во Светото писмо. Сакајте се сами од себе како ближниот што го сакаш. Така е. А не да критикуваме овој бил ваков, овој бил таков, овој бил онаков. Тогаш сме ние далеку од Божите очи. Така е. Бог тогаш го трга од ликот од нас. Ако ние зборуваме овој бил таков, овој бил онаков, овој бил ВМРО-ец, овој бил одесец, овој бил албанец, овој турчин, овој македонец, бугарин, влав, секакви. Македонија е правилно, ако гледаме по Александар Македонски, била до Индија. И шо, треба да ја бараме таа Македонија? Ние треба да се радуваме таа парче земја што си имаме, таа да си ја чуваме. Толку од мене биди поздравен. Благодарам за јавувањето. Кајронот објавата која иде, она која официјално се врти по социјалните мрежи, чисто како илустрација додека разговарате, зборите. Тема не е наметната, како што реков од почеток, ама не, кој ме слуша мене, така што вие слободно си имате што сакате да наметнете или да посочите, да кажете, да едуцирате, да објавите, да објасните со вашите духовни, политички, економски, трансцендентални сваќања, поимања на светот и на мултидимензионалноста. Океј? Ја ви благодарам поради тоа и ние ќе одиме полека од еден на друг гледач. Добро вечер. Јанко, добро вечер. Добро вечер. Телефон. Повелете. Најнапред ќе ми дозволиш од моето семејство до сите семејства. Да. во Сирија Повелите, и слушам, Турција, збори слободно. Да, на загинатите, што вика Господ да им ги прости гревовите, ако ги имале, ако не, у рајот, кај нас така се кажува кај нас муслиманиве, а на повредените брзо разрувување и што повеќе да извадат уште луѓе, кај сега на телевизија кажа на 24 гледам, уште ваѓаат едно девојче, плочата е пат од половина на задниот дел на така нозете и ја влечат, вика што се случило со мене на турски, што се случило со мене, што е, да се она тако можда 11-12 годишно девојче. Ево 4 дена под насени тука седи. И така па поступек иде. Тоа е тоа, Јанко, меѓутоа не ни доаѓа памет.
Не ни памет, јас често пати зборам со колеги од работа, а кај нас, ти знаеш, кај сум работал ја, од сите националности сме имале луѓе. И никогаш не се бајле кој одевме, кој ќе стигнеме од дома на работа, никој не збореше овој лидер вака зборел, овој лидер онака зборел, ова партија вака, ова партија онака. Туку кај сме биле се на вечера, кај сме биле на театар, кај сме биле на музика, кај сме биле на лав муабет или на спортски настан некој. Тоа се збореше тоа време дека пиевме кафе се бајле. Сега, брат Јанко, никој со никој ништо не збори. Моите комши овдека, не се од мојата фамилија, утине имаме мала, меѓутоа Буковиќ е избешен од околните села доаѓаат, многу тука живеат. И сега ни брат со брат не се гледа, само бизнис. Ги забораваја дури и децата и жените. Така да, доста е лошо време и не ни доаѓа памет, не ни доаѓа. Па земјотреси, па поплави, па мразеви, па не знам што. Добре, што не држи и земјата, да ти кажам, Јанко. Што збор? Добре не звучи. Ја, мој комши е овдека до мене, улицата ме дели. Не, од 78 сме тука први соседи. Од 78. За време на Југославија дека беше, само што не спиевме заедно. Сега не сум го сретнал Јанко од Курбан Бајрам, а тоа беше кој беше на 30 јуни. Ево тоа не сум видел. А се собираме порано, ќе дојде некој комши кај мене, ајде сите комши кај мене. Ќе дојдат кај комшиите сите шах, домина, муабети, брз игравме, што не игравме. И ко те проверам, сега ништо, никој ништо. Дури некој, да ти кажам искрено, пред некој ден со еден другар, по телефон збориме, стана му обе за еден, моја дека да ние шифини небе мајко. Еде толку наши сме се оддалечиле. А за понатака почнео круг, па Бог не знае што се случува. Прашање? Јас прашање. Јас да те прашам. Нема прашање. Како? Нема прашање. И ти не ми даваш да те прашам. Исто како овој гледачот, а? Да. Ја контактирам, по телефон контактирам, јас сум многу колеги. Абе, ти викам прашање, јас да ти поставам. Повели. Не, Бог да чува. Што вие вечерва сте исчашени ко зглобови на Алфа. На Алфа Ромео. Чудо. Не, слушај. Обично викаат ако тројца погрешно те сватат до тебе, ама не можам да го парафразирам никако. Еве го прашањето до тебе. Кога последен пат дошол некој на врата на гости да ти задзвони, да ти чукне? Освен ќерке мој што доаѓаат. Абе, прашањето е реторичко. Порано доаѓа, не доаѓа никој. Не, како звонење секојаш портата отворена кај мене била. И сега е, ама кој ја отвара, кој влегува. А ја каде сум бил? Поздрав. Поентата ми беше, звоно имаме на врата, никој не звони ако е инкасатор. Зато и се криеме. Нели? Не доаѓа. Порано звоната ни се расипува еднаш месечно, што се вика, или на 2 месеца, менјавме ново звоно. Комши, другари, пријатели, дојденци, недојденци, полупознат, роднина, нероднина, на кафе, на ракија, на ова, на он. Нема више. Сега, додуше, знаеш, кога таквите дружби би ги имало барем у кафана толку многу, и тоа би било добро, бидејќи ја па искрено и не сакам нешто многу да идам кај луѓе дома на гости. Знаете зошто? Еве искрено ќе ви кажам што ви смета. Ке седнеме и толку е саат 2. Тај менеджмент. Не можам ја како порано кога влезе и преспи.
И у тие саат два седнат сега Ајванот, седи со мене, ние муабети, жена му, шо ќе се напиете, шо ќе јадете, донеси ова, абе седни да те видам, чекај, кафе, ајде кафе да свај. Чекај сега ќе направам едно од тебе, абе седни да те видам. И не ми се иде, стварно, бидејќи не идам на гости, а на гости, нели, у македонска куќа, кога ќе влезеш, мора солено, благо, ово, на ваму, таму, нели, сок на растварање, нешто, и тоа трае со сати. Многу ми не го сакаат тоа, и да токму заради тоа. Ја не го сакам. И мене ми е кафана супер да се сретнувам со луѓе, затоа што тогаш има конобар што ме служи, и така можам да се ги видам луѓето. Сакам да ја видам невестата, сакам да ја чујам што прави муабет. Оти и они имаат кариера, за разлика од порано кога беа домаќинки и беа, што се вика, жените врзани за шпорет. Денеска жените поприлично напредуваат во кариерите, тоа многу повеќе и многу подобро од што мажите, и имаат што да кажат, што да раскажат. Така да многу мразам да седам него и да ме служат. Па не дојдов да јадам, бе, најаден сум, напиен сум, ништо не ми треба. Ми требаат луѓето да се видам. И затоа кафана е добра работа, но генерално отуѓувањето, иако ете местата за ова, отуѓувањето е страшно. Но тоа и не е тема, туку како заклучок од последниот муабет, теми, вие што си сакате. Уште убава сцена имам, видеа, Охрид. Ма каков Охрид? Не беше Охрид. Добро. Слабо реагираме. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Спушти ручната и почни да збориш. Чекаме гледачот да се вклучи во емисија. Добро вечер, повелете во програма сте. Алјо? Да, повелете во програма сте. Зашто брецуеш моју сестру ти мало пре прие онај што... Океј. Ке се јавам, ке прашам. Фала многу. Зошто го исклучи? Не го дочув. Нека пцуе, нека закани, окей? Се исклучи, па добро. Чекај да видам овдека. Имам 2 пропуштени повика. Окей, одиме со првиот. Филип. Некој Филип ме барал да го пуштиме во програма, еве звони. Чисто да чуете дека не. Филип одлучи да не крене, добро. Оки сака да се вклучи, сега само што звонеше, ќе го вклучиме и него. Океј, дај пушти го гледачот. Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Сакам да кажам неколку збора јаска за овие историчарите што не ги имат земено во Бугарија, да докажуват дека сме ние македонци. Не знам ова како дојде до таму, како го наметнаа тоа прашање, ние македонците да докажуваме дека сме македонци. Јас мислам дека нема никаква сврха, нема никаква цел нашите историчари да одат во Бугарија да докажуват нешто. Ние постоиме. Бугарите можат да не негират до миле волје, ако сакат и до него нека скокат. Ние постоиме фактички. Тоа е исто како мислам дека е предост на Муаветов. Дозволивме ваква власт, дозволивме со децении ова да се случува, за да идеме у Европа, да имаме високи плати, да ни биде убаво, и сега ова ни го прават. Ниф им се може, ама ние малце доцна као да реагираме на темава. Не знам. Да, во право сте за тоа. Во право сте. Така полека ја наметнаа таа работа, да ние самите докажуваме дали постоиме или не постоиме. Тоа е
Како да речем, Ке има уште. здравиот разум то. Мислам, ако го паметите, германскиот, дали канцелар или председател, кој ми рече, или од Европска унија, еден германец, не знам, више небитно ми рече, вика, па ова со уставот, бугарите во уставот не е последно, ке има уште. Значи, тоа што сменивме знаме, име, што сме 3 коси црти, и што ова со бугарите кога тогаш, нели, ке мора да се протне, пак ќе не чекаат уште работи. Па сега што да ви кажам, помина толку време, ние бираме кого бираме и тоа е тоа. Кому да се лутиме сега? Ние го дозволивме ова, ја не знам еден народ што поише дозволил да ова му го прават. Еве, во овој момент да излезат, еве на референдум, колку излегоа што гласаа за? Не колку бойкотира. Значи, збориме стотици илјади излегоа кои се за тоа. У овој момент да речат смените пол, не име, презиме, пол да смените, 100.000 македонци минимум ќе го направат тоа. Јас сум убеден, за жал. Затоа што, еве, во овие 3 децении ја тоа го заклучив. Види, не сум против да влеземе во Европа, јас. Никој не е против. Во Европа, како ќе влеземе ние, како што ќе се водиме ние? Знаеш што? Нема да се водиме. Сега, ако ме прашуваш, па ќе ти одговорам, бидејќи сега општа една тема, иако ти треба да збориш, не ја. Добро. Нема да влеземе и кога ќе дојде да влезат луѓето од оваа територија, македонци ќе нема нигде написмено како македонец. Тоа е. Да. Ама нема да биде ни бугаринот крив, ни Европа, ни Америка, ни Русија, ни Кина. Никој, точно така. Ова како да си ја наметнав на оваа работа самите на себе. Било како и да е, јас најпоќе што сакам да се вратат историчарите од Бугарија, да не се збора повеќе за тие историски работи и да си живееме еден нормален живот. Па бугарите ако сакат до небо нека скокат и нека ја негират Македонија колку што сакат, ама ние постоиме. Не. Сори, ние влеговме, знаеш она, која ќе влезеш веќе после џабе ти е. Ние влеговме да се докажуваме и да видиме, ние уствари сега гледаме што може да се спаси. Дури веќе не ни докажуваме дали сме македонци. Сега гледаме дали што може да излечеме, што ќе ни кажат. Па глумиме сега малце. Ве разбирам. Ве разбирам. Ова е една многу жалосна работа. Хитлер на евреите сакаше... Уште полошо ќе биде. Не успеа сите да ги чисти физички. Знаеш што ќе биде полошо? Полошо ќе биде и материјално, нема да видиме поубав живот. Нема подобар живот. Тоа е она шлаканицата најголема уцелава приказна, што ајде, знаеш, се оправдува и сите овие што гласаат и све за подобар живот. Немаме подобар живот. Да имаше подобар живот, ќе го имавме исто тоа и без тоа. Нема да го имаш, затоа што ти е решено да го немаш. Да. Не како ова што мислиме дека сме. Крај, game over е тоа. Точно. Фала ви многу што ми остапивте. Фала ти, што фала? Што фала, драги мои? Што фала? Нема фала. Поздрав, пријатно. Ајде, пријатно. Вечер. 20 и кусур години ја терам емисијата. Па и како и оној провокатор, а сега се извади од так нешто, се закануваше, нели? Мисли дека дискреционо право да ме омаловажува јавно е само негово, дека нема никој да му врати. Па затоа што е учен за така, нели? Така му прават на работа, така му прават у партија и така натаму, и така натаму. И све му е друг крив. Таков како него, например, тој и пол ке смени, ако му рече партијата за Европа. И он е спремен. Ама ја не го омаловажувам, јас сум спремен. Ја го прифаќам како таков. Такви ки има. Колку македонци искача
кога не масакрираше министерот за здравство на балкон да аплаудираат, пејачки, да му аплаудираме животот ни го. Свети Филипче, а болници не купишта, концлогор. Ако малце ми е, изгледа имаме уште до дното, бидејќи ние сме изгледа у онаа зона, за разлика има луѓе кои ќе почувствуваат, има народи кои ќе почувствуваат дека тонат, се креваат. Се крева револуција, се крева нешто, се прави промена, не мора да значи улица, не мора да значи активизам на граѓаните. Ние не, ние тонеме се повеќе и повеќе и забрзуваме со тоа. Најверојатно дека спасот доаѓа во моментот кога ќе удриш на дното, бидејќи тогаш нема повеќе надоле и единствен излез е нагоре. Но мислам дека ние ќе ја разбиеме и таа квантна теза, дека, како беше то плиста над реалиста, у дну дна. Дно во дното. Ние ќе откриваме нови универзуми на дното. Ама знаеш како, оптимиста сум. I don't care. Оптимиста сум. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Повелете. Како сте? Добри. Фала на прашање. Вие како сте? Па ете, јас така следам, гледам, се смеам, се чудам, се секирам, се нервирам и така натаму. Жалам што се секирате и нервирате, ама А ве сигурно разбирам. вие не се нервирате и не се секирате. Вас ви е се едно, не? Знаеш, Ало? да, не знам што да ти одговорам. После 23 години кариера, све сум ви кажал, све сум направил, така што ако ви треба сега да донесете заклучок за мене, не знам што да ви кажам. Значи, заклучокот е одамна донесен. Се гледа, штом се организира една ваква емисија со една ваква тема, значи, лонецот врие, капакот фрлен преку таван, и си продолжува, си врие, водата испарила, ние уште натре се давиме и не знаеме кај тераме, не? Ова е добро. Водата испарила, ние уште се давиме. Ова е многу јако, браво. Браво, браво. 12 поена имаш од мене за ова. Браво, царе. Па така да не сметат нас ние провинцијалците дека сме глупи, само да ја запознам јавноста дека секаде има интернет веќе. Ама има и во Крушево, дојде во последно време така малце поја. Како е ладно времето? Чисто е сателитски. Примаме како и да е, известени сме со ситуацијава навремено. Него што сакав да кажам, ми Повели збори. Стварно е ова многу ниско што ни се случува и ме интересира само една работа. Колку Европа го гледа ова низ реалната слика што ја има и историјата и блиското минато, не мора да е некој далечно минато, нели? Не те разбирам. Блиско во минато. Сметате вие дека ние сме создадени од Југославија? Тито дека нас не создал, никој измислил јазикот. Па не, ова не е, значи нормален човек не може да си го дозволи ова. Слушај, значи нема да ти дадам ја одговор, затоа што одговорот и ја и ти го знаеме, но ај вака ќе те поставам прашање. Кога викаш Европа дали го гледа, што подразбираш кој е тоа Европа го гледа? Што подразбираш ти под Европа што гледа или не гледа? Ова моментално што ни се случува Не, со Бугарија. која е Европа? Што е тоа? Европскиот народ... Европа е ламја со 12 глави или 13 глави. Тоа во ред. Во ред, све тоа прифаќам. Кога викаш Европа, како гледа на нас и што ли мисли? На што мислиш под Европа? Европски конгрес? Германија? Народот се вкупен 100 милиона европејци вака слушаат што ние правиме и како? Значи, јас Европа ја гледам како еден центар што треба да врши рамнотежа на останатиот свет. На нас, сега дај си одговор. Што е тоа центар?
Дали е тоа севкупната реална демократска волја на европејците и европскиот народ, европските народи? Центар на човечките Значи, збориш права. за Брисел, така? Па, да. А, Нели полека. таму стремиме ние. Значи, Ние гледай сега, нас не гледай сега. лажимо таму да одиме. Пази, нели? со дедукција си правиме муабет. Не те дриблам. Ама гледај сега како ќе ни се наметнуваат одговорите. Брисел е Европа и од Брисел се гледаат овие работи. Колку тоа Брисел што го прави има врска со Европа? Одлично. И јас се согласувам, перфектно кажано. Без иронија. Одличен си. Значи, кои се тие луѓе што владеат? Марсовци, дојдоа од друга галаксија или врхушка контролирана од одредени центри кои ни се општо познати, затворено општество, Кенев општество, шарено општество и така натаму и така натаму. Јас едно не можам да сватам само. Зошто и што толку нашава мала Македонија, значи има толку вредно што мора да се распартали, или мора да се растури, или мора да се негира, или народот мора да се прекрсти, или не знам како да се наречат, дали некои си дојденци од не знам каде, значи сега ги бараме корените од нас. Ако почнеме ние да ги бараме корените на германците, кои се на овие, на оние, на што опутува се тоа? Значи, треба наново да се креира историја. Што ќе се случува? Наново ќе се формираат граници, наново ќе... Мислам, ме разбира што сакам да кажам. Апсолутно те разбирам. Значи, што правиме? Критераме ние и што е сега битно, бугарите ние мора да ги вметниме во уставот, инаку сме толку, значи не постоиме, така? Државата ни се уништува, се укинува и ние одиме кој кај кефтас. И уште викаат, мора ова бе. Добро, ние еве викаме, мора. не мора бе ова, од каде ви вие дека ова мора? Значи, не, мора. Знаеш Онака зошто го мора? велат, еве, добро, мора. Знаеш зошто не мора? тие таму Абе, те македонци гледа... што живеат да бидат признати. Слушај, многу едноставно. Влагаш у дуќан. Целиот издрпан. Небањат. Корнеш. Неизбричен. А до тебе господин. Добар ден. Јас не сакам со овие да работам. Ми смета, сакам да купам ја овде нешто накит. И овој вика, па овој ми е боље клиент. Што сакате? Малце на со овој. Важи, нема проблем. И ти доаѓаш, дај ми леп. Леп! Иди прво пресоблечи се. Абе, моја облека. Не, пресоблечи. Се пресоблекуваш, доаѓаш ти, избричи брадата, бе, традиција ми у фамилијата, стил ми е мој, зошто? Избричи брадата. Дали сега Вицов да го продолжувам К15? Ти текнува? Буквално. Он е поскапиот клиент и сега јас од тебе, магаре едно, не се расправам. Неќам се расправам. Ама јас сум човек. Па што ако си човек? Кој те врти? Ние на пазари ќе го видиме, кај нас истата работа, не па у Европа ќе го види. Бугарија му е подобар клиент од нас. Само пошто го спомна ова со не ми е непричен и така натаму. Да ти го кажам само ова. Значи, кога ја гледам јас еве, не сега, туку и од порано, ние знаеме нашата, да речеме, мода, што имаме ние сакаме класична облека, така, ама кога ќе ги видам овие странци како се облекуваат, мене ми се чини дека треба да приучат уште некоја година, да дојдат до нас, барем да се приближат. Мада и со култура, значи не може странец да ми продават култура. Знаеме ние на што реце тие, а на што рецме ние. Знаеме, ние си го знаеме до кај ни е она не личи. Арно, ама јас се слагам потпуно со тебе. При сила нема правдина е проблемот. Арно, ама мозоков да си го наместам, чекај ми се исчашуе. Добре. Другар. Малце налево, Арно, ама. Арно, ама. Им се може. И сега, ако ги сакаш прашањата, погледни ја скорешната емисија, одговорите посериозни, погледни ја скорешната емисија, ја не се правам паметен, напротив, јас сум глуп.
Погледни Гоце Панговски кај мене пред 6 дена, или погледни емисијата со покојни Ванче Стојчев. Ја овде ја имам книгата, не, дома си ја прибрав. Дома си ја прибрав, а тоа е Букурешкиот договор. И зошто? Ништо не е сменето од Букурешкиот договор наваму. Истата Тој приказна. Букурешки договор постои, ама исто како да не постои. Значи, тоа е како некоја си сатисфакција на македонциве. Само така се спомнува. Јас мислам дека тој нема опиплив карактер. Искрено да ви кажам. Па еве, ја не се осеќам дека имаме држава. Па, нели, така си оди. Значи, имаш пресуди, не се реализираат, имаш ова, нема. Значи, ништо. И што се случува? Значи, ние сме сите со прашалници. Леле, што се деша? Ти бараш правда ваму, правда имаш, ама не ти е достапна и така натаму. Да дајме место на некој други, ако сака. Но, какво место што ќе дајаме? Супер си и ти. Терај си колку сакаш. Но ако одлучиш, овакво нема проблем. Не се секирај за тоа. Ти благодарам за јавувањето. Поздрав од повелете ни на гости. Како? Повелете ни на гости. Поздрав од Крушево. Фала ви. Со задоволство. Поздрав до вас од прекрасно Крушево. Прекрасно. Прекрасно. Само сакам таму лето. Уствари, Крушево ладно ми е, вере. Стар сум ја више за Крушево. Мада сакам у тоа спато таму у Монтана. Тоа може. Ова снего и студо и... Треба да дојдам и само заради една работа. Да се поклонам и прекрстам. Кај мојот драг пријател, Тоше Проевски. Толку. Океј, одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јанко, јас сам сакам да те поздравам као прво и као второ многу те гледам емисијата со татко ми, тоа да ти кажам сакам. Колку години имаш? 14. У која школа учиш? Владо Тасовски. Скопје? Да. Колку дојави за бомби има в тебе, Златен? Доволно. Доволно. Ти се иде у школа или супер ти е ова? Супер ми е кога има бомби. Како? Супер ти е кога? Супер ми е кога има бомби, ама треба да се учи. А учиш ли дома барем? Не. Зошто не учиш? Не знам, ја тапани свирам. Што свириш? Тапани. Значи, сакаш музичар да бидеш? Да, на свадби додам. На свадби? Баш тапан или бубњеви она комплет? Па бубњеви комплетам и тапан свирам, као голем сега ќе почнам да свирам за свадби. Таков. И тапан ќе учиш да свириш? И тапан ќе се учам и тапан свирам цел комплет бубњеви. Браво. Си свирал негде до сега? Си пробал? Па имам концерти правено. Као имам едно 4-5 концерти. Стварно? Да, во Enterprise свирам. Те има ли на YouTube, бе, другар? Ме има. Како да те барам? Па пише Enterprise Music School. На латиница, чекай. Јас со кирилица почнав. Enterprise Music School. Добро? И сега една кидеш на видео и ќе скролате малку и со сеато летниот концерт има една песна од Rage Against the Machine, Killing in the Name. Enterprise Music School. Добро? Чекај. Ти да не си ова главнава слика. Режија? Овдека има едно видео некој со... Која песна да ја барам? Rage Against the Machine, Know Your Enemy. Така? Ало? Режија, дај ми го бе назад. Зошто го слушаш? Си извинам што се ставил на мјут. Е. Killing in the Name од Rage Against the Machine. Killing in the Name. Killing in the Name. Ти си на бубњеви. Како да? Ова е некој настап кај школка у парк, така? Да. Како се викаш? Теодор.
Теодор, како се вика бендот? Enterprise. Enterprise. Музичариве ќе ги најавиш? Ги памтиш? Како? Викам, кој пее, кој е гитара, кој е бас? Па на гитара е Дамјан. Добро, Мислам дека Викторија си играше пеачката. добро. Бас Димитар, јас Стапани. Има уште една гитара, ама не го знам тој. И сега кажи ми, ми рече сакаш свириш Rage Against the Machine, а сакаш да свириш шо? Фолк музика по свадби или ваква ќе свириш? Па за тоа што има пари. Добар, добар. Океј, ајде да те чуеме и да ве чуеме вас. Rage Against the Machine, Killing in the Name, live cover by... Јас сум у кадар? Јас сум. Не, ќе пуштам, ја кога ќе кажам не ти, а кадар ќе смениш, јако ќе ти кажам не ти. Значи, одиме да го чуеме ова. Ето.
Многу ти благодарам што се јави во емисија и што ми укажа на ова. Ретко правам полека бе, дај бе. Абе полека бе. Не џабе се дереш. Еве, ај викни погласно да те чујат. Кажи. Супер бе. Одиме со следниот гледач. Ало, Добро вечер. ало. Ало, Добро вечер. добро вечер. Добро е што овај спот го пуштивте за да го видат целиот народ, значи каква младина имаме ние, значи дека нашата младина не е воспитана во духот на националното чувство, во духот на македонштината, туку земаме некои хибриди од запад, каде што искривени слики, каде што имаме неморал, каде што имаме нешто што не тера да размислуваме на некои опојни дроги и на некои опојни Кажи ми, цигари. кога идеш ти на музика, што музика слушаш? На кој концерт си бил? Еве да ги баталиме овие. Еве ти што слушаш? Прво и основно, значи... Не, прво и основно. видовте ли Што вие младите слушаш? како се Значи, однесува кажи на ми овој што музика? На што музика идеш и слушаш? Меморија. Како? Меморија. А што има врска меморија со некои македонски вредности? Има многу, има А, добро, национални песни. окей. Национални песни. Го Национални негуваат, песни? македонското, Да, македонската има една народна препеана од музика, Дадо преку- Топич, но нивниот најголем хит нема врска со некаква македонштина. Втора има работа, предност во ова што- јас сум пораснат со оваа музика. Ја ја имам истава песна свирено. И сега ти викаш, ја нисум ни македониста, јас сум сатаниста, јас сум Израел овакво, онакво. Ја децата Односно, мои ги воспитав, господине кои идат у Јанков- црква со оваа музика и ти ќе ми кажеш дека моиве деца се сатанисти, бидејќи не слушале меморија. А 90% од вас вака сте со ерекција кога ќе ја слушнете цеца. Зошто? Затоа што има силикони, оти она е антиглобалиста, нели, против, али ова е сатаната. Знаеш што? Нема да збориш затоа што јас сега монолог ќе држам. Фала и чао. Killing in the Name или Rage Against the Machine е сеопшта светска химна против тоталитаризмот, против диктатурата, против токму овие кои животот ви го загорчија. Знаеш, истото ми се случи кога духовникот мој Јане ми вика, абе, децава, бидејќи нели, не сум му ја единствен, и сега ме следат и ми викаат, Јане, ти си слушал, си пуштал сатанска музика. Тоа е период кога во исти момент требаше да бидат Продиджи и Цеца во Македонија. Една недела разлика. Да, викам. Океј? Викам, што е проблемот? Па тоа што си го рекламирал. Викам, падре, нормално дека не можеш се да следиш и така натаму, само едно ќе ти кажам. Продиджи, без оглед на се, е отпор против естаблишмент, против тоталитаризам, против полициско насилие. Продиджи е за демократија, слобода, право на избор. Тоа што, нели, вие се јавувате. Ние, македонците, имаме право на избор. Едино Продиджи, едино Killing in the Name. Меморија, with all due respect за Меморија, ама ја ти тврдам дека ја и ти не се видовме на концертот на Меморија, бидејќи не бевте. Тоа што си кликнал на YouTube и овие млади деца, кои се филјан деца, они вредностите.
Па ги гледам ја, кога ќе отидам на свадба, што се вредностите. Кога ќе засвири српското, наолкави се локвите. Ама ја не им се лутам, нити им замерувам. Едноставно тоа ги влече. Подобро да му пушти го слободно, одошто на сила. И ќе се јави некој и ќе рече, ете какви вредности, ете какви ова. Јас сум со истите вредности. Никогаш у живот народно не сум засвирил. Цел живот вака свирев. 15 години бе бубњар. И Цепелин, Парпл, па дури и Цепелин имаат поише сатанизам од што било околу. Ако сакате најсатанска песна, еве, чисто да ви кажам, вие Хотел Калифорнија. Прочитај го текстот. Аба што може да знае? Треба да знаеш англиски, треба да знаеш. Не. Филјан дете, фала ти што се јави, супер си мали, прекрасни сте, Enterprise Music School е супер работа, апсолутно. Тема нема да коментирате. Имате, да, јавете се Сабајле, Канал 5, Телма, Алфа, Сител и така натаму. Мора ли се кај мене? А знаеш што? Бидејќи па и ја не сум вработен, си ја правам емисијата за мој мерак, ова било неморал. Ве како не ви е срам? Може керка ми е таа. Од кај знаеш? Ја знам. Снимено у јули месец. На плажа се иде така. И тебе ти е не... Бог да чува, ова што е. О, са две руке да се крси, ма са две ноге. Дволични сте ве. Искрено да ви кажам. Ве сакам, ве почит. Ви оставам простор. Ама знаеш како? Почит. Знаеш што е почит? Почит е онаа дупка. Постои љубов, постои омраза. Оној празен простор, онаа септичка јама се вика почит. И ние тоа мораме, у септичка јама сме. Или у Библија како викаат, камо да си студен или жежок. Млак си. Млака вода за што служи? Супер ми беше, да ти кажам, вечерва. Чекај да видам што ќе пуштам од нив, од Band of Enterprise Music School. Сакам да го чујам ова детенцево што... А не, ова е концерт некој. Дај ми преслушување. Не, ќе побарам да видам некоја песна, ја што ја разбирам. Pearl Jam, Audio Slave, Show Me How to Live, Moonish Height, Muse. Ај, ќе ги ставам видеа, па да видам што све има. Metallica, Seek and Destroy. Еве го, шо рипаш сега? Нели не чинеа? Сега, виде Metallica, сега чинат, може, а преска не чинеа. Royal Brood. Не сакам да видам што има друго. Queen, Love of My Life. Ова е убава песна. Чекај да чујам како е има испеано. Ова до крај ќе тераме. Love of my life. You hurt me. Браво, убаво. Штета што е лошо снимено, све со мобилни телефони. Тука можам само да им замерам единствена работа. AC/DC, Thunderstruck. И добро, Red Hot Chili Peppers, Airplane, Pearl Jam, Flow, Guess the Current, Green Day, Know Your Enemy. Foo Fighters, Linda Fly, Sweet Dreams, Rolling Stones, Start Me Up. Не, све ми се овие добри песни, све ова јас слушам. Све ова моја музика.
Ау, Sultans of Swing. Ова е тешка песна. За гитаристи поготоа. Ајде да видиме, може би и подобро снимена. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, side of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double for time. You feel alright when you hear the music ring. You step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Супер, супер. Иако за жал тој што ги снимал Абер нема од музика, бидејќи дечкото со белата гитара не ја у кадар. Дечкото со белата стратокастер со наочарите, он ги свири, перфектно ги свиреше фразите. Многу е тешко ова за бубњар и гитариста да ја возиш оваа песна е едно од поомилените. Imagine Dragon, Franz Ferdinand, Maneskin, I Wanna Be Your Slave, Merton, Blink, Nirvana, Smells Like Teen Spirit, David Bowie medley, Against the Current, Hair, Muse, Chic, Good Times. Chic! Ајде, чујам и оваа гитара треба да е страшна. Деца, супер сте. Мислам, пазете, ова е аматерско, далеку од совршено, но и такво е, навистина, супер. Си прават, у филм си уживаат, се дружат и бидејќи сум го живеал ова, сум го поминал ова, поддршка, навистина, супер. Браво. Убав избор на песни Майкл Джексон, Black or White, Blink, AC/DC, TNT. Добро. Ти реков дека ќе пуштам од Металика. Ајде, ќе пуштиме и Металика малце. Кај беше? Кај е Металика? Еве. Enter Sandman. Сега не може, таа ми е. Не, чиме не, нема ни една тогаш. Па нема ни една.
Нема, ете, нема Инат Магарешки. Све е од Инат. Унападиве за да ми бушиш уши, нема да иде. Ако е се нормално како до сега, ќе иде. Повели. Океј, завршуваме тука некаде со емисијата, бидејќи ги спомнавме и меморија. Никој не ја омаловажува меморија, ама да споредуваш меморија е добра, ова е лошо, е нонсенс. Меморија се професионалци, докажани. И со нив и ќе завршам со официјалното видео од нивниот најголем хит. Велам најголем затоа што беше највртен. Сите ги знаат и откачено и во тоа време прав хит ги знаеше цел Балкан токму по оваа песна. Од мене толку, се надевам дека ќе се видиме некогаш некаде, а може би никогаш никаде. Чао! Нена!